Добар криптоентузијасти, денес имаме интересно видео во склоп на нашата Altcoin недела, тоа е видеото за Raydium. Со тоа што веќе имаме обработено видео за Astar и Axelar и останува во понеделник да биде обработено видеото за Dash. Со еден ден одложување, но секако како што веќе ветивме, овие 4 коини ќе бидат обработени во нашата Altcoin недела. И нормално ако не сте го погледнале во текот на вчерашниот ден, имавме многу интересен лайвстрим за геополитика и крипто, полн со смеа би рекол, но во исто време нормално и со сериозни сценарија кои што моментално се случуваат во светот, така да доколку не сте го погледнале, ви препорачувам да го погледнете. Во однос следната недела, како што веќе кажаме, почнуваме понеделник со Dash, тоа е последниот коин од нашата Altcoin недела, кој што треба да биде обработен, а потоа продолжуваме во вторник, каде што ќе се емитува реприза на нашето гостување во Redcast на нашиот канал. Како што веќе ветивме, значи сите наши гостувања на било кој канал ќе бидат објавени на нашиот, првенствено за да ги имаме сите на истиот канал, а второ и за оние кои што потенцијално ги пропуштиле да можат да ги погледнат. Во среда повторно лайвстрим, многу битен лайвстрим, затоа што ова е веќе една недела пред крајот на рокот за тарифите на Трамп, така да ќе биде доста битен лайвстрим, би препорачал да го погледнете. Четврток очекувајте техничка анализа на пазарите, нема да биде лайвстрим овој пат, но ќе добиете соодветно видео. Сабота уште еден лайвстрим, тоа е техничка анализа на алткоини, каде што ќе продолжиме да ги обработуваме оние коини кои што досега ги обработувавме според така речено нашите стандарди во однос за техничка анализа и запишувавме резултатите на Excel табела, така да ќе продолжиме таму каде што застанавме, нормално со алткоини по ваш избор. И недела ќе имаме специјално неделно видео за опции, тоа е уште една од основните 3 алатки за капитални инвеститори, веќе ги обработивме обврзниците, потоа истото го направивме и со фьючерс, остануваат уште опции да бидат обработени во текот на следната недела во недела, со мало одложување, затоа што знаете и сами поради случувањата во светот. Сега, во однос на оно што моментално го работиме во склоп на нашата Altcoin недела, токенот Raydium, како што знаете и сами, сите овие коини токени кои што досега ги имаме обработено, скоро 100 моментално, се направени на тој начин што нормално прво ги предложувате вие во ваков тип на пост на нашиот Facebook сајт, во коментар, а потоа ги избираме 4 најдобри коини токени кои што се уште не се истражени и нормално правиме соодветно истражување кое што е составено од 7 да речем групи на прашања, затоа ќе поразговараме во следниот дел после воведот, а уште една значи откако ќе бидат одбрани најдобрите 4, ставаме на гласање и гласате по кој редослед истите овие коини ќе бидат работени. После овие 4 коини веќе имаме нови 4 коини кои што наскоро ќе бидат објавени и според нивниот редослед ќе бидат обработени во следната Altcoin недела. Тоа е во однос тоа како правиме Altcoin недела нормално, а каде може да ги најдете сите овие досега обработени на нашиот основен канал, значи на YouTube, доколку се придвижите надолу ќе најдете плейлиста така наречена анализа на коини и токени. Тоа е практично сите досега обработени коини и токени на македонски јазик со пак како што веќе кажавме, анализа која што ние развивме за нашиот канал и ја користиме за техничка и фундаментална анализа на сите овие коини, односно токени. На тој начин ќе можете да се запознаете со, како што веќе кажав, скоро 100 коини и токени обработени по ова, да речам, посебен тип на анализа која што моментално ја развивме и ќе може на македонски јазик да се запознаете со овие проекти. Нормално ова е само основна анализа, доколку планирате да инвестирате во истите, би ви препорачал да ја надградите истата. Така да, ова е, како што гледате и сами, едно од основните работи кои што се обидуваме да направиме за македонскиот народ, да направиме целосна директорија на сите овие најбитни проекти, како блокчейн проекти и да наедноставно ја објасниме нивната технологија и што истите се обидуваат да постигнат со истиот проект. Сега, во однос на вовед би сакал само уште некои интересни работи да напоменам. Следното наше излагање во CryptoHub Малта е закажано за втората недела во септември, со тоа што првата недела, знаете и сами, во викендот сме во Германија, каде што ќе се одржи нашиот офлайн митап на 6 септември, затоа малку подоцна, а втората недела ќе направиме презентација во CryptoHub Малта, 9-то поред предавање наше во ова најголема организација за крипто во Малта, со тоа што официјално со CryptoHub Малта договоривме соработка за следната трета македонска крипто конференција, истите да ни бидат специјални гости и да донесат говорници од Малта. Да, овие презентации од страна на луѓето кои што ќе дојдат од CryptoHub Малта ќе бидат на англиски,
Тоа не го менува фактот дека ќе бидат полни со знаење, а верувам дека голем дел од нашата публика ќе може да ги разбере. Така да ова е чисто на кратко околу CryptoHub Малта, оно што моравме да го напоменеме. Нашиот братски канал Јордан Пиперката направи ново видео за протераните македонски од ЕСК Македонија. Би препорачал, ако не сте го погледнале, да го погледнете. Одличен канал, Јордан Пиперката, запишете на YouTube, ќе можете да го најдете и пак ќе препорачам, поддржете го овој канал со цел да ваквата реална историја на Македонија биде се по-раширена и се по-достапна до прво македонскиот народ, а подоцна и до сите останати. И она што го напоменавме во однос на нашето гостување во Германија, значи официјално на нашата Facebook страна можете да го најдете во Featured Event, значи ова е нашиот настан кој што, како што кажеме, ќе се одржи на 6 септември во 9 часот наутро во соработка со Македонски културен центар Илинден од Минхен, со тоа што истите ни помагаа многу за да можеме да го реализираме овој настан. Значи, секоја чест за нивната техничка поддршка во однос на организирањето на овој настан. Да не забравиме, гости ќе ни бидат Bad Teacher Crypto и Александар, попознат како Радна Скела, на нашиот канал, редовен гостин и доста искусен инвеститор, заедно со Bad Teacher Crypto, кој што има свој канал за техничка анализа. Така да очекувате дека ќе биде доста интересно. Би ви напоменал уште еднаш во оваа група која што ја гледате овде, овој настан, да го заследите исто со тоа што ќе кликнете дека ќе присуствувате потенцијално и на тој начин ќе ги следите сите објави поврзани со овој настан. Со тоа што овде ќе имаме еден посебен пост, пак ќе напоменам, на овој пост би ви препорачал доколку се организирате, затоа што има доста луѓе кои што сакаат да дојдат од различни краишта од Германија, како и од Австрија и од Швајцарија, да се организирате и заедно да дојдете за да го намалите вашиот трошок со доаѓањето во Минхен. Тоа е околу нашата организација на офлайн митап за 6 септември, а уште еднаш да не забораваме, се тоа е организирано од страна на нашата Patreon заедница. Значи Patreon заедницата како по своевиден форум кој што го имаме за нашата работа е место каде што со мала чланарина можете да се зачлените и да бидете дел од нашата заедница, а се тоа што ние го добиваме како финансиска помош го користиме за надградување на нашата работа и како што гледате организирање на ваков тип на настани, како што беше втората македонска криптоконференција, нашето гостување во Велес, еве сега ова гостување во Германија и така натаму. Дополнително направивме една нова категорија која што дополнително дава уште повеќе привилегии на страна од оние кои што досега ги имавте, а тоа е уште една многу значајна привилегија, значи месечно еден на еден сесија лично со мене, како и во иднина ќе имате дополнително предности во се она што планираме да го организираме како партнер програми и така натаму. И уште еднаш ќе напоменеме, основните привилегии остануваат како и секогаш за сите оние кои се дел од нашата Patreon заедница, значи имате пристап до нашите чатови, каде што пак ќе напоменам огромна активност од сите наши членови, овдека сме за заедно да се едуцираме, заедно да се информираме и да работиме на едноставно постигнување на одлични резултати како овој, така и сите следни булмаркети. Овдека ни се двата админи, Анджело кој што е задолжен за алткоините и Altcoinvesti и Гоце Здравевски кој што е задолжен за нормално се останато, посебно околу макроекономија. Така да пак ќе напоменам, нашите групи се екстремно активни и има многу што да се научи, без шилање, без анонимуси, без негативни критики за сите оние кои што можеби знаат и не знаат за оно што го зборуваат. Значи овдека сме да работиме заедно. Имате директни пораки до мене, кои што ги одговараме еднаш дневно, како и еднаш месечно имате лайвстрим на Microsoft Teams, каде што директно со нашите членови разговараме за се што ги интересира и разговараме за сите нивни прашања кои што ги имаат околу нашата работа, како и генерално околу сите овие теми кои што ги обработуваме. Со тоа што би препорачал да го заследите, така речено, да следите нашата работа на Patreon и да пробате како да се бидете дел од оваа заедница. 7 дена бесплатно, значи на секоја од овие 3 групи имате 7 дена бесплатно да пробате да видите како да се биде дел од истата. За оние кои што потенцијално имаат проблем со уплаќањето, истото може да го направат на годишно ниво во крипто со 20% попуст. На тој начин ќе можеме едноставно да ви помогнеме да се зачлените без да имате проблем со банкарските сметки кои што досега се покажаа како значителен проблем за нашите членови. И уште еднаш, значи, интересна работа, секој кој што веќе потенцијално е, значи може да на некој начин подари членство со тоа што ја гледате. Под овие 3 категории се наоѓа овој gift membership, каде што можете да подарите едукација на некој ваш близок.
И сите информации кога станува збор за нашиот канал, можете многу едноставно да ги најдете во дескрипција на било кој од нашите видеа, каде што под видеото имате линк до Patreon заедницата, линк до нашата CryptoGameGia кооперација на Facebook, тоа е група која што е за маркетинг материјал од нашиот канал, одека ги имате нашите добротворни адреси, блокчейн како и Купи ми кафе апликацијата, каде што се што е донирано ќе биде дадено во добротворни цели, како што тоа го направивме 3 пати досега во Македонија. И одека исто така имате социјални мрежи кои што ги користиме моментално за објавување на многу информации и надвор од нашата работа на каналот, така да би ви препорачал да ги заследите, како и нашите резервни канали каде што може да најдете целата наша работа, значително со последниот Daily Motion, каде што на Daily Motion CryptoGameGia моментално одново ја поставуваме целата наша работа од првото видео кога станува збор за напредниот курс за техничка и фундаментална анализа од повеќе од 140 видеа. Доколку сте нови на каналот, би ви препорачал да го заследите нашиот канал на Daily Motion и на дневно ниво ќе може да ги следите сите овие видеа од почетокот со цел да стигнете таму каде што се наоѓаат сите наши гледачи во однос на искуство и материјал кој што го поминале. И нормално како и секогаш за целата оваа наша работа која што е бесплатно достапна за сите македонци во светот, единствено што бараме од вас е лайк, шер, сабскрајб, комент. На тој начин да ја поддржите оваа работа која што ја правиме за македонците да биде распространета до што повеќе македонци. Значи на тој начин ни помагате да го расшириме овој едукационен материјал до што повеќе македонци. И со тоа можеме да започнеме за денеска, каде што ќе го обработиме проектот Radium, како што веќе кажавме, со тоа што, како што многу пати досега сте виделе, но мораме да го повториме тоа повторно, значи начинот на кој што ги обработуваме овие коини во текот на една алткоин недела е со одговарање на овие, се извинувам, 6 групи на прашања, каде што имаме целосна слика за проектот, една основна целосна слика за проектот, се што треба еден инвеститор да знае при потенцијално одлучување за да инвестира во овој проект. Нормално не забравајте, ова е основна анализа, истата морате да ја надградите доколку сакате да инвестирате во ваков тип на проект. Со тоа што овие прашања ќе ги одговориме не по редослед, но ќе ги одговараме како што се движиме низ анализата на самиот проект. Секогаш почнуваме од најбитното прво прашање, тоа е апликација и практична примена на коинот, зашто истиот се користи. Со тоа што треба да најдеме дали има други проекти кои што му се конкуренција и дали има апликации од реалниот свет кои што може да го замена. Една основна работа која што мораме да забележиме за овој проект, тоа е Radium, е дека истиот представува децентрализирана менувачница на Solana блокчейн. Значи дека истиот е DEX, кој што моментално активно работи на Solana блокчейн. Со тоа што погледнете, овдека во однос на DEX-ови, истиот се наоѓа на 368 место, и еден од главните негови, да речем, конкуренти е Jupiter, кој што моментално гледаме дека има па скоро дупло од неговиот маркет кап. Со тоа што кога станува збор за Solana, не можам да разберам зашто Jupiter не можевме да го најдеме како дел од DEX-овите на Solana, како идеја за тоа малку подосна, но првенствено, кога станува збор за одговор на ова прашање, дали има апликации од реалниот свет кои може да го заменат? Не, затоа што децентрализираните менувачници се исклучиво 100% блокчейн проекти. Без разлика на кој блокчейн, секогаш станува збор за блокчейн проекти и во оваа ситуација нормално дека не постојат апликации од реалниот свет кои што може да го заменат. Додека кога станува збор за проекти кои што му се конкуренција, нормално останатите DEX-ови кои што се наоѓаат на Solana му се конкуренција. Со тоа што реално од она што успеав да го видам, дури овдека DeFi проекти, иако го вбројуваат како DeFi затоа што е DEX, но реално од оние најголемите, како што веќе кажавме, единствен кој што му е на вистина голема конкуренција е Jupiter, но во однос на најголемата, да речем, користеност на овој екосистем, а сите знаеме дека тоа се меме коините, за жал, значи Radium е на прво место. И за да го покажеме тоа, значи овдека можеме да видиме сите DEX-ови кои што моментално постојат на Solana, можеме да ги погледнеме според волуменот на трансакции и ќе видиме дека моментално погледнете. Значи, кога станува збор за децентрализирани менувачници на Solana, само секунда да го отвориме, погледнете. Radium се наоѓа на апсолутно прво место. И овдека е една од главните работи кои што веќе ги спомнаме на самиот почеток, каде што гледаме дека Jupiter не фигурира. Че си проверив целата оваа листа на децентрализирани менувачници, гледаме дека Jupiter не фигурира на Solana. Можно е затоа што Jupiter потенцијално не е само базиран на Solana,
као што е ситуацијата со Tor, кој што нормално е DEX на повеќе блокчейни, така да верувам дека поради тоа потенцијално не е матично на Solana и го нема на оваа листа на DeFi Lama во однос на волумен на трансакции, но кога станува збор за сите DEX-ови кои што се наоѓаат на Solana е апсолутен шампион, погледнете и сами, без разлика дали е на дневно или е на месечно ниво, значи по-добри 50% повеќе волумен има за разлика од останатите горе-доле прилика DEX-ови, така да тоа го става на некој начин во најдобра ситуација, барем во овој момент. Така да во однос на овој дел сега за сега, иако има конкуренција во однос на други DEX-ови на Solana, се уште е на апсолутно прво место. Сега, во однос на следните прашања, значи ќе ги одговараме како се движиме еден по друг, нели? Сега ќе поразговараме уште малку повеќе околу, нели, самата апликација, значи ова е официјално како изгледа самиот DEX, многу едноставен, значи еве опрлика како изгледа неговиот основен, би рекол, нели, основна рамка како функционира. Значи гледате, едноставно најстандарден DEX каде што го поврзувате вашиот новчаник. Ова се новчаниците, гледаме дека поддржува Ethereum и Solana новчаници, со тоа што и Ledger нормално, само да видам дали имаше некој од овие, кој што гледам сега за сега е Ledger како cold wallet, со тоа што, значи, гледате, може да заменувате и на едниот и на другиот блокчейн од еден на друг практично токени и коини. Сега друга работа, liquidity пулови, на вториот таб може многу едноставно да видите кои типови на liquidity пулови ги има, посебно доколку работите како, да речам, нашиот братски канал, Cryptophil, доколку работите со yield farming, еве ги процентите ако евентуално сте заинтересирани за да давате ликвидност на овие пулови на Raydium. И една битна работа која што ја има, а мораме да ја напоменеме, тоа е нивниот Launch Lab. Тоа е така речено IDO, Initial DEX Offering, тоа е на некој начин нова ствар, значи ова е многу слично на Initial Coin Offering, кој што беше популарен во текот на 2017 до 2019 година, каде што нормално се продаваат коините во посебен тип, да речем, на аукции, на оние seeding phases, каде што сега имаме ситуација, или seeding rounds, каде што сега имаме ситуација на овие pump and dump, значи да напоменеме, ова се класични pump and dump шеми, значи да можете едноставно да учествувате во Initial DEX Offering, во фазата во која што се иницираат, така речено, овие токени и се пуштаат на пазар. Значи, уште еднаш да напоменам, јас лично веднаш ви кажувам за овој проект, значи крајно не го препорачувам, затоа што ова е една од најголемите pump and dump шеми која што постои во криптосекторот и тоа сега ќе го објасниме. Во однос на апликацијата се уште зборуваме затоа што ова е исклучиво битно во однос на самата апликација на DEX-от кој што моментално го гледате. Значи истиот претходно беше дел од Pump Fun страната. Односно, најголем дел од токените на Pump Fun, значи ако се сеќавате, тоа е посебна страна која што се занимава исклучиво со ваков тип на меме токени, само секунда се обидувам да ја отворам за да може да ја видите. Значи ова беше страна која што се занимаваше и се уште се занимава, значи знаете, pump.fun, која што се занимава со тоа што знаете и сами дека овој pump.fun е една од главните причини зашто иницијално целиот капитал од криптопазарот наместо да се влее во реални проекти, се влева во вакви гомнари, така наречени меме коини, што немаат апсолутно никаква вредност. Значи, тоа е еден од главните проблеми кои што моментално се соочуваме во криптосекторот и пак ќе кажам, че не може да препорачуваме ваков тип на проекти кои се занимаваат со на некој начин уште поголем буст на овој тип на меме коини. Иницијално, сега овде кога се поврзува со вестите околу самиот проект во текот на почетокот на оваа година до денес, значи сите овие pump and dump глупости кои што ги гледате овдека се минта преку Pump Fun, а се правеше свап преку Raydium. Значи иницијално Raydium беше најголемото место за свап на ваков тип на shitcoins. За разлика од тоа, моментално имаме ситуација во која што значи се тоа моментално се прави на нивна, значи гледате сега Pump Fun се направија сопствена така речена платформа за размена. И сега ова ни влегува малку повеќе во делот со фундаментална анализа, значи затоа и овдека под мене се менуваат на некој начин табовите во однос на тоа што моментално го зборуваме. Значи сега малку ќе поразговараме во однос на вести околу самиот проект,
партнерства и поврзување со кривични и судски случаи. За сега една битна работа дека такво нешто немаме, значи иако ова е класичен pump and dump шеми, се уште овие менувачници не се поврзани со било каков тип на кривични случаи, а верувам дека во иднина, ако јас се прашувам, не да треба, значи многу треба ваков тип на кривични случаи за да се запрат овие pump and dump шеми. Значи не значи тоа дека не може да се направи пари, посебно кога станува збор за Raydium, кој што е DEX, каде што вие може едноставно да направите ликвидити и нормално да направите пари. Не мора да купувате pump and dump шеми, доволно е да направите ликвидност. Така да и од овој аспект целосно го разбирам нормално криптофил кој што буквално тоа го работи, овозможува ликвидност за да може да се разменуваат овие меме глупости. Но пак јас лично знаете дека сум екстремно против се тоа, значи ова е буквално најлошиот дел од технологијата моментално кој што едноставно прави оваа индустрија да не биде сватена сериозно. Еве каде се тоа водеше, Pump.fun кој што буквално го усра првиот дел од овој bull market, тоа ќе го покажеме наскоро. Значи Pump.fun истиот си направи собствен DEX и престана да соработува со Raydium кој што претходно најголем дел својот волумен го добиваше токму од овие pump and dump глупости. За разлика од тоа, истите си направија свој тип на pump and fun, а тоа е така речено оваа надграба која што можеме да видиме овдека, а тоа е, само секунда да ви го покажам тој дел, односно она што веќе го видовме, LaunchLab. LaunchLab моментално е копија на Pump.fun, каде што исто како Pump.fun, така сега и Raydium има свој вид на IDO, она што би било слично како, да речем, поим за да може да го разберете, е она што на Binance моментално представува Launchpool. Така, значи каде што Binance реално лансира реални проекти кои што имаат реален use case, разлика од тоа, ова е Launchpool за shitcoin. Без разлика дали е Pump.fun или е LaunchLab, нема апсолутно никаква разлика. Ова се коини кои што можете да ги изминтате во рок од 10 минути и да ги шилате на пазарот, каде што ова е полошо од коцкање. Се разбираме, че ова е апсолутно катастрофа моментално, најголема злоупотреба на технологијата моментално што јас сум ја видел. Значи тоа е оно што се случуваше, гледате и сами моментално свесни се дека има голема пара затоа што луѓето се зависни од брз профит, но и брза загуба и затоа се свесни дека ова нема да престане и гледаме дека тоа моментално и понатаму го шилаат. Да се потсетиме, Solana апсолутно ја исцица целата ликвидност на пазарот моментално уште од почетокот на оваа година, кога го имавме иницијалниот памп, за нормално тоа да влезе буквално во овие pump and dump шеми и тоа да предизвика катастрофа на пазарот. Сега ќе ви го покажам тој дел. За сега моментално погледнете, 28 јуни, тоа е еден ден пред да го снимам ова видео, Solana повторно се враќа како да речам блокчейн со најголем волумен на трансакции на DEX-ови, а знаеме дека 99% од овој волумен е токму на DEX-ови кои што шилаат pump and dump шеми. Со тоа што еве јасно ова може да го најдете на еден куп различни платформи, на еден куп различни да речам портали, истата, апсолутно истата шема. Вели вака: 99% од меме коините лансирани на Pump Fun се апсолутно pump and dump rug pull-ови. Што значи дека тоа е во моментот имаме некој тип на скок и потоа се тоа завршува со dump и со целосно ликвидирање на сите оние кои што се веќе влезени и нормално цицање на ликвидноста во тип на rug pull, каде што останувате со вашите токени, а не можете да ги извадите затоа што едноставно ликвидноста од пазарот веќе не е таму. Со тоа што како резултат на се тоа видовме и суспендирање на сите најголеми профили на X, односно Twitter, кои што се поврзани со Pump Fun, како самата Pump Fun платформа, така и сите оние големи проекти, тоест големи профили кои што се занимаваат токму со овие Pump and Dump шеми. Ова е казниво дело. Јас не можам да разберам како смеат да дозволат вакво нешто, но тоа е тоа. Ова е уште еден резултат на тоа дека нашата сфера, како криптоиндустрија, се уште е на вистина рано на целиот овој пазар и реално регулативата е доста позади, така да допрва треба да видиме промена на овие работи. Значи, ова е нешто што не смее да биде дозволено. А тоа дека имавме целосно исцицување на некој начин на капиталот од пазарот во овие pump and dump шеми, многу јасно можеме да го видиме овде, каде што на DeFi Lama можеме да видиме дека во текот на оваа година апсолутно во најдобриот дел, каде што имавме огромен влез на капитал, погледнете, целиот капитал влезе токму во Solana. Еве, чисто ви покажам, во тој период, погледнете, значи за разлика од останатите било кој друг тип на блокчейни, погледнете.
Значи, ние сме имале 3,7 милиарди во тоа време на Ethereum, кој што е најголем DeFi екосистем во светот, а 36 милиарди долари на Solana. Еве, ова е тоа што сакам да ја кажам. Тоа се 36 милиарди долари кои што можеле да влезат во легитимни проекти, но за разлика од тоа влегле во апсолутно, значи, најлошиот можен дел од оваа технологија. Ова е малку и дел од токеномијата за кој што ќе разговараме, затоа што ова е практично TVL, Total Value Lock, каде што гледаме дека еве од тоа што го видовме на самите вести, повторно Solana, како што гледате и сами, е на второ место повеќе и од Ethereum во последните 30 дена, и тоа со 4 милиарди долари повеќе ликвидност, и на прво место е Binance Chain со 159, кој што, ако за разлика од Solana, се занимава со сериозни проекти. Solana, како што кажавме, најголемиот дел е, ова е крајно, значи, јасен показател, најголемиот дел од сите овие капитални вредности кои што влегуваат е апсолутно тоа. Меме коини, pump and dump шеми. Уште една огромна причина зашто не сакам ниту да вложувам, ниту ми интересира Solana екосистема. И сега, кога ќе погледнеме на самиот поддексови, значи волумен во сите дексови, без разлика на кој блокчейн се, гледаме дека Raydium се наоѓа на трето место и гледаме многу од овие блокчейни, дексови кои што се дел од Solana на највисоките позиции. Raydium, Solana, Meteora, Solana, Pump, Solana, Orca, Solana. Тоа значи дека во првите 7 позиции, 4 позиции припаѓаат во однос на ликвидност, на тоа колку волумен милиарди долари поминувани за овие дексови на Solana екосистема. И повторно, во што? Во pump and dump шеми. Тука е најголемиот проблем. Пак, јас не велам дека ова така ќе продолжи, јас велам дека ова уште еднаш покажува колку е само млада оваа категорија, оваа индустрија и колку се уште луѓето не се свесни, значи колку е ова штетно и нормално е мода која што ќе помине. Ова е прост пример дека моментално целата крипто технологија се наоѓа за време пред или по истото што се случувало во традиционалните пазари за време на .com bubble. Значи, .com bubble е реинкарнација моментално во ова што гледаме во pump and dump шеми на меме коини, затоа што и .com bubble е буквално истата ситуација, каде што имате компании кои што немаат апсолутно никаква вредност, само веб страна, а луѓето инвестираат во нивните акции, не знаејќи што уствари овие компании и дали овие компании нешто прават. Исто како во оваа ситуација гледаме од топ 7 DeFi дексови, 4 се на Solana, кои што се занимаваат со pump and dump шеми. И како што веќе кажуваме на самата Solana, значи апсолутно на прво место е Raydium. Уште еднаш да напоменеме, тоа не значи дека нема профитабилност, тоа да го разбереме веднаш. Луѓето кои што знаат што прават може да бидат многу профитабилни, затоа што каде има многу пари, нормално има и профит ако знаете да го сработите, без разлика тоа дали ќе го направите со иницирање на некои pump and dump шеми, значи тоа никој не може да ви го забрани, тоа е реалноста, или пак ќе го направите со давање ликвидност, каде што и влегуваме во делот со токенот Ray. Значи во основа токенот Ray кој што е матичен за Raydium менувачницата, нормално токен на Solana блокчейнот, се наоѓа во две негови основни функции, а тоа е liquidity, значи провизија, така речено може да го користите за ликвидност на пазарите на Solana, а во исто време може да користите и за стейкинг на самата платформа. Ликвидност зашто? Затоа што во овие liquidity пулови, вие практично преку овој токен Ray можете да овозможувате ликвидност на нивните базени, така речено на размена, и на тој начин така речено добивате профит. Значи тоа е едно од главните, да речам, цели за кои што постои самиот Ray токен, а второто е стейкинг. Стейкинг, како што веќе кажавме, иако во оваа ситуација истиот не е сам свој блокчейн, значи имаат возможно стейкинг, погледнете и сами, со 6,5% на годишно ниво APR, тоа е колку добивате доколку го ставите Ray на годишно ниво во стейк. Со тоа што пак ќе напоменам, значи главната причина зошто има стейк е затоа што овој коин е доста користен и тоа каде, како што веќе спомнавме, на овие пулови, каде што самиот Ray токен се користи за ликвидност. Сега, тоа е во однос на основата зошто постои овој токен. Малку повеќе ќе поразговараме околу самиот токен, кога ќе зборуваме уште повеќе за делот со токеномија, пред да стигнеме таму.
Наред е техничка анализа, каде што ќе направиме техничка анализа на самиот токен моментално на месечно ниво. Не заборавајте дека ова е ефективно прв bull маркет за Raydium токенот. Пак ќе кажам, значи овој тип на токен е исклучиво зависен од користењето на оваа платформа. Колку повеќе Raydium платформата ќе биде користена за незината матична улога, знаеме што е, пак ќе кажам, значи шилање на pump and dump шеми, толку повеќе овој токен ќе има собствена вредност. Зошто го велам ово? Погледнете. Значи најголемиот дел од својата вредност ја добил кога? Од, погледнете, почетокот на 2024 до почетокот на 2025 година пред корекцијата. Зошто е ова толку битно? Ако го споредиме со делот каде што имавме огромна количина на, погледнете, ево во моментот, погледнете. Значи, гледаме оваа зелена боја што ја гледате овдека, ни покажува дека иницијално, ако го споредиме овој период со претходниот период, можеме да видиме дека, ако ја гледате зелената боја, од почетокот на 2024 година па до почетокот на 2025 година се имаме апсолутна доминација на Solana блокчейнот. Така, погледнете. Што значи дека во моментот кога сме имале огромен прилив на средства во Solana блокчейнот, до неговата апсолутна експлозија со меме коини и pump and dump шеми во почетокот на 2025 година, значи еве го тоа истото можеме да го видиме овде, како што кажеме, почетокот на 2024 до почетокот на 2025 сме имале огромен памп на овој токен. Ако ова се врати и повторно се влезат во мода овие pump and dump шеми, очекувајте дека и Ray, како и сите останати децентрализирани минувачици кои имаат собствен токен, истите ќе експлодираат како и досега. Со тоа што не заборавајте дека во почетокот, да речем, на овој апсолутен памп, ние имаме 5300% памп на Raydium токенот, зборувам од моментот кога го направил собственото дно во овој bear маркет и ефективно истиот го става во трета фаза од овој bull маркет. Значи, зошто велиме трета? Затоа што иницијалниот bear маркет го поминал, сега моментално се бори да стигне до претходен all-time high на негде околу $17. Значи тоа го става во втора, не туку трета фаза, после оваа корекција потенцијално се очекува дека истиот ќе продолжи нагоре кон нов all-time high, посебно со оглед на фактот дека станува збор за нов проект. Значи истиот е само еден bull маркет старт, значи ова е прв bull маркет, а да не забораваме дека има и премногу мал маркет кап. Значи неговиот маркет кап е само $577 милиони, што значи дека го става во микро коин, така, значи во микропроекти. И што можеме да видиме овдека? Јасно можеме да видиме cup and handle формација на овој така речено bearish тренд, со тоа што еве моментално која би била потенцијалната мета, што мислам дека е премногу голема, да бидеме реални. Значи да очекуваме дека ќе стигне до $400 е премногу отворено, но додека од основната корекција која што има направено од почетокот на овој bear маркет до неговото дно, потенцијално гледаме дека четвртата мета на овој токен е негде помеѓу $63 и $70. Да стигне од моменталната цена $2 до $60 или $70, релативно е достижно, мада и во таа ситуација не заборавајте дека ги треба околу 30 или 40 пати да се зголеми овој така речено маркет кап, што и пак не е толку невозможно, значи тоа се некои калки до 20 на 15-20 милиарди долари, што значи дека е релативно достижно, значи не е ништо надвор од реалноста. Но ова е во случај на апсолутно најдобар можен успех во овој bull маркет, а знаеме дека најчесто првите bull маркети го нудат токму тоа, екстремно успешен bull маркет на сите коини кои се дел во прв bull маркет. Сега, дали тоа ќе случи или не останува да видиме, пак ќе кажам, ова се само проекциите кои што можеме да добиеме од техничка анализа, нема премногу информации, значи како што гледаме, буквално сме во вториот дел од оваа cup and handle формација на овој bear тренд, со тоа што дополнително гледаме дека има потенцијал за движење нагоре, затоа што имавме огромна корекција на сток RSI од 97 на 7, значи дека од екстремно прекупен на екстремно предпродаден. Истата ситуација видовме и со RSI од 70 на 50, што е голема корекција, а сега за сега се уште се наоѓаме во ефективно bear тренд од последниот пат и верувам дека наскоро ќе добиеме корекција. Зошто? Затоа што корекцијата на сток RSI и на VWAP е веќе започната, наскоро истата очекуваме да се потврди и на MACD, пред да биде рефлектирана и на RSI и да влезе во последниот дел од овој bull маркет, односно последниот скок од ова да речем алткоин, потенцијална алткоин сезона. Тоа е во однос на техничката анализа, нема да должиме премногу, значи
крајно јасно е како моментално изгледа и што очекуваме до крајот на годината, со тоа што моделот на токеномијата ќе се задржи малку повеќе моментално, каде што гледаме дека моментално има екстремно голема вредност на Total Value Locked. Зошто? Баш заради тоа што станува збор за DEX, значи погледнете, ние имаме 577 милиони долари market cap на неговиот токен, а во исто време имаме 1,7 милиарди долари TVL во неговиот така речено DeFi сектор, односно на неговата платформа. Со тоа што истата ситуација погледнете. Значи 2024 до почетокот на 2025 година. Истото што го спомнавме со волуменот на Solana, овдека јасно го гледаме и со волуменот на TVL на Raydium. Односно, ваков тип на проекти, кога станува збор за DeFi проекти, без разлика дали се lending and borrowing, дали се DEX-ови, дали се on и off ramp, секогаш кога имаме екстремно голема активност на самиот блокчейн, каде што се наоѓа, или пак на нивната апликација, пак ќе кажам дали е lending, borrowing, DEX, on-off ramp, колку повеќе активност, толку повеќе раст на нивниот токен. Гледаме дека уште еднаш растот на токенот од почетокот на 2024 година до почетокот на 2025 година кореспондира со растот на волуменот на трансакции и на капитал кој што влегол на нивниот DEX. Иако имаме голема корекција, истото го рефлектира во цената, уште еднаш повторно истата ситуација. Колку помалку се користи, толку повеќе и вредноста на неговиот токен паѓа. Значи од 3 милиарди долари кои што биле во апсолутниот врв во почетокот на 2025 година, се симнал на 1,1 и сега е повторно негде 1,7. Значи пак ќе кажам, колку повеќе влегувате дека колку повеќе гледате дека влегува капитал во ваков тип на би рекол сиви зони во криптопазарот, значи не реков дека сите дексови се вакви, за разлика од тоа Uniswap, за разлика од тоа PancakeSwap, SushiSwap, се реални дексови кои што се занимаваат со реални проекти на блокчейните на кои што се наоѓаат, за разлика од тоа Solana е апсолутно гомнари од почеток до крај и уште еднаш ќе кажам причина зошто целиот свет гледа на крипто како да е некоја играчка, а не сериозна технологија. Со тоа што пак ова е маркет капот кога станува збор за значи циркулација и нели колку токени се пуштени во употреба, имаме 267 милиони токени од вкупно 555 милиони токени пуштени во употреба. Значи тоа е негде околу половина, но реално тоа не се отсликува на Tokenomist како и на самата Coin Market Cap страна, зашто го велам ова, значи гледаме како апсолутно хаос. Значи тоа е крајно несериозно од нивна страна како проект, значи за разлика од нивната страна на CoinGecko, каде што гледаме дека половина токените се пуштени, на Tokenomist гледаме дека само 26% од нивната количина на токени се пуштени во употреба. Со тоа што овдека стојат 144, а овдека стојат, погледнете, сами 267. Значи тоа е опрлика дупло пуштени на пазарот, не знам, многу несериозно, не можам да разберам зошто е тоа така. Од друга страна, вели дека уште 410 милиони се заклучени, 74%, за разлика од тоа имаме сосема поинаква ситуација на CoinGecko. Овдека кога станува збор за Vesting Schedule, гледаме дека Vesting Schedule престанале да имаат информации за тоа како ќе продолжи алоцирањето на токени, кога ќе бидат отклучени, од официјално, само да видиме датумот, 1 февруари 2024 година, наваму немаме ефективно алокација, што не верувам дека е вистина. Значи верувам дека имаме алокација, но не можеме да ја видиме. Додека за разлика од тоа на кој маркет кап, погледнете сами, имаме поинаква ситуација, значи овдека исто така имаме алокација на нивните токени, која што можеме да ја видиме, само секунда. Каде што исто така, значи алокацијата завршува до, како што веќе кажавме, значи февруари 2024 година. И оттаму наваму ние практично немаме сега, пак ќе кажам, дали запрела и нема алокација или пак се врши алокација, а не е најавена, не можеме ни да знаеме. Моментално очигледно нема информации за сето тоа, така. И пак ќе кажам, која од овие две информации е вистината, не би можеле да знаеме. Овдека пак стои 555 милиони рей токени дека ќе бидат така речено нели вкупната количина, со тоа што овдека пак стои дека сите се отклучени, дека нема заклучени, така. Значи стварно е крајно несериозно, не можеме да знаеме и сега ние џабе ги гледаме овие категории на тоа кој на кого практично кој треба да добие каков тип на токени, кога не знаеме
уште колку и во кој редослед ќе бидат отклучени токени. Ова е навистина нешто, пак би рекол, доста несериозно од нивна страна и нешто што ако веќе инвестирате во овој проект, морате да отворите очи и да очекувате наскоро да има повеќе информации. Сега за сега најголемите 3 страни кои што имаат информации за ова се целосно несинхронизирани. Значи, како што кажавме, на една има дека само 26 има отклучени, на другата има дека половина се отклучени, на третата има дека сите се отклучени. Така да имате го тоа превид, ова е крајно негативна информација, значи треба да се најде соодветен податок и да се потврди дали е тоа така и која од овие 3 верзии е вистината. Кога станува збор за Криптометеус во однос на активноста на самиот проект, гледаме дека нема информации за Raydium, но и очекувано станува збор за DEX, ова не е блокчейн проект кој што е нели со свој матичен блокчейн, па затоа и ова е сосема очекувано. Голем дел од DEX-овите немаат информации за скриптите со кои што го наградуваат својот блокчейн на месечно ниво. Истото можеме да го видиме и со девелопери, значи за тоа колку активни девелопери работат на овој проект. За жал за Raydium нема никакви информации, гледате и сами. Значи тоа е реалноста, негативна, но за DEX-овите ова е очекувано. И кога станува збор за Richlist, ова е делот со децентрализација кој што мораме да го поминеме. Една работа која што ја приметив, ова е ново, до сега не сум го видел, верувам дека можеби ова е решението на проблемот кој што го имавме во последно време. Кога станува збор за CoinCarp, кој што е единствената страна која што врши следење на најголемите 100 новчаници на сите блокчейни, треба да промените и мрежата. Човека мора да ставите на Solana, затоа што на Ethereum гледате и сами нема никакви информации, така да на Solana еве ги информациите за најголемите новчаници. Повторно истиот проблем се соочуваме и овдека. Прво не знаеме колку голема количина на пазарот има пуштена, второ дали ова е дел од количината на пазарот која што е пуштена со цел да значи зошто го велам ова, погледнете. Кога ќе ги погледнете овдека повторно назад на еве, да речеме, CoinMarketCap, стои дека 34% од оваа количина се за mining reserve, односно верувам дека ова е staking reward кој што го даваат на своите корисници, така. Да, но 34% во оваа ситуација, дали ова соодветствува на 34%? Дали сметаме 34% од вкупната количина 555 милиони, кои што според CoinMarketCap се пуштени во употреба, или пак треба да сметаме од количината која што ја видовме на CoinGecko, каде што имаме пуштено само 250 милиони токени во употреба. Значи едноставно не можеме да знаеме точно како изгледа, но овдека се оглед на фактот дека не се назначени, знаете дека најчесто кога станува збор за менувачница, овдека ќе има име и ќе знаеме дека ова се новчаници на менувачница или пак се само на самиот проект, трежери и така натаму. Овие два новчаника немаат апсолутно никаква назнака, така да не можеме да бидеме сигурни дали ова е новчаник на менувачница, дали ова е новчаник на самиот проект, дали се за staking reward токени, дали е трежери и така натаму. Така да ова е доста опасно. Вакви големи количини на токени во два wallet може да направат апсолутна катастрофа на овој проект. Значи, замислете некој да ги продаде овие 25% токени на пазарот, тоа ќе предизвика апсолутен пад на цената на овој коин. Пак, генерално, не велам дека нема пари во ваков тип на проекти, не велам дека не можете да направите пари. Она што би го препорачал уште еднаш е дека првенствено pump and dump шеми. Значи, знаете дека ние сме екстремно против, тоа ниту по точка разно ниту се работи, ниту се промовира на нашиот канал. Ние сме екстремно против поради оваа причина, затоа што ова навистина е најголемата негативна страна на криптосветот, а во исто време тоа не значи дека не може да направите пари поврзани со сите овие проекти околу оваа pump and dump, би рекол Ponzi шема, но тоа морате да го направите на сопствен ризик. Бидете екстремно внимателни. Ќе одговориме сите прашања околу тоа, нели, што треба да знаете за овој проект. Само уште еднаш ќе ви напоменам, значи генерално целиот Solana екосистем го избегнуваме, со исклучок на некои проекти кои што се незаменливи и веруваме во нивната долготрајна успешност, како PIT, вториот поголеми на Oracle, како Render, кој што моментално се премести на Solana поради ниската количина на fees. Значи тоа се коини кои што едноставно го користат Solana заради нивната брзина и ефтина, да речам, ефтини средства, ефтини fees, но тоа не го менува фактот дека генерално пак ова е блокчейн кој што има 50% од неговите трансакции фейл на дневно ниво. Значи, јас пак ќе кажам, ова е моje мислење, тоа не значи дека треба да го прифатите, само сакам да го имате во предвид кога одлучувате за тоа дали потенцијално ќе инвестирате
Како во овој проект, така и во целиот овој екосистем, ние се обидуваме да се држиме што понастрана од Solana, барем тоа е според моето анализирање, секој од вас нормално мора да направи сопствено анализирање. Се надевам уживавте, се гледаме утре со видеото за Dash и уште еднаш. Ви благодарам за поддршката, лайк, шер, сабскрајб, до следно видео.